Почитувани гледачи, драги пријатели, браќа и сестри, се наоѓаме на почетокот од втората емисија од серијалот Евангелска вистина и овој пат ќе говориме на тема Вечен, единствен и троичен. Повторно сме тука со нашиот редовен гостин отец Ивица Тодоров. Отец Ивица, во претходната емисија говоревме за Христос преку зборовите на апостолот Јован, но овој пат ќе говориме за Христос непосредно преку неговите зборови. Така, значи, во минатата емисија од серијалот Евангелска вистина говоревме за почетокот и се потрудивме да го објасниме прологот, односно воведот во Светото Евангелие на светиот апостол Јован Богослов, односно самиот негов вовед. А сега низ оваа емисија на тема Еден, единствен и троичен ќе проговориме за тоа. Ако минатата емисија говоревме за почетокот, сега ќе проговориме за вистината во однос на тоа кој е на почетокот на се што постои. Односно ќе проговориме преку зборовите на самиот Христос за тоа кој е Бог, каков е тој и всушност како преку Христа ние добиваме вистинска представа за нашиот Творец, за оној што е пред почетокот, односно оној што е Творец на се што постои. Јас предлагам прво да го слушнеме текстот, па да продолжиме со дискусијата. Да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот отец има многу места за живење, а да немаше, зар јас ќе ви кажав, одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. А каде одам јас знаете и патот го знаете. Тома му рече, Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. Исус му рече, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец, а одсега го познавате и сте го виделе. Филип му рече, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Му одговори Исус, толку време сум со вас и не си ли ме познал, Филипе? Кој ме видел мене, го видел Отецот, па како ти велиш, покажи ни го Отецот? Не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите, што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секојаш во мене, тој ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши, зашто јас и одам при својот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека, Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавте, зашто во вас е и во вас ќе биде. Отец Ивица, го слушнавме текстот и се работи за 14-та глава од Јовановото Евангелие. Имал вовед за текстот. Значи, ова се случува на пасхалната вечера или популарно кажано на тајната вечера. Тајната вечера, да. Да, и добро е да се забележи кога го кажува Исус ова. Пред неколку стихови пред 14-та глава може да забележиме дека тука им говори Исус на апостолите и Петар му вели, Господи, зошто не можам да одам по Тебе, животот свој ќе го положам за Тебе. И Христос, непосредно пред да почнеме со нашиот текст, му го вели ова, животот ли ќе го положиш за мене, вистина, вистина ти велам, нема петел да запее додека ти 3 пати не се одречеш од мене. Така. И потоа продолжува со текстот кој го одработуваме и вели, да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. За кој страв зборува Христос? Значи, Христос, откако завршил тој разговор со апостолот Петар, кога тој му кажува што ќе се случи со него, всушност
и на апостолот Петар и на останатите апостоли кои биле присутни на тајната вечера, на пасхалната вечера, а преку она што тој им го открил на своите апостоли, тој ни го пренели на сите нас. Значи, што ни пренесува, односно, Христос отвара еден многу суштински проблем, една многу длабока состојба во која се наоѓа човековото битие по падот, односно човековото срце, човековата душа, човековата личност, а тоа е состојбата на страв. Страв. Значи, а состојбата на страв произлегува од состојбата на неизвестност. Да. И таа неизвестност е плод од ненормалните, односно озлобените, односно со зло исполнетите односи човечки што постојат во овој свет. Значи секој човек живеејќи во овој свет длабоко во своето срце го чувствува тој страв, таа неизвестност. Секој од нас на еден начин гради гард во однос на другите. Нема доверба, ние гледаме во каква состојба се наоѓа нашето општество и па и целиот свет. А сето тоа произлегува од тој страв. Од тој страв, а тој страв всушност е последица од тоа што ние немаме вистинско познавање за Бога, каков е тој, и немаме вистинско сознание за тоа каков однос тој гради кон нас. А всушност ова 14-та глава од Јовановото Евангелие, односно во 14-та глава се продолжува со тој разговор што Христос го имал со своите апостоли. Преку овие Христови зборови всушност се објаснува каков однос христијанинот, односно Христовиот ученик треба да има кон Бога и кој е тој сам Бог, со кој Христовиот ученик, односно членот на црковната заедница треба да воспостави однос. Во оваа глава всушност Христос тоа ни го објаснува. Да, бидејќи говориме на тема вечен, единствен и троичен, забележавме дека во првата емисија зборувавме на оваа тема според зборовите на Јован, а сега самиот Исус непосредно им се открива. Имаме директна информација. Имаме директна информација. Преку самите негови зборови ние добиваме слика, представа, сознание, информација за тоа кој е тој што е нашиот Бог, нашиот Творец, нашиот Отец Небесен. Да, и како Христос да сака да ги потсети апостолите на авторитетот на неговите зборови баш преку тоа што сега апостолите и евреите веруваат во Бог, во Отецот. И Христос во Елохим. Јахве. Ел Шадај. Христос им вели зборовите што јас ви ги кажувам не се од мене, тоа го има и подоцна во текстот, така, но Отецот ми ги даде и јас ви ги кажувам. Okay. Што значи дека авторитетот со кој Христос зборува е авторитетот на Отецот. Значи, ако го следиме процесот на себе откривањето, значи Христос, Месијата, првин кон своите ученици, кон своите апостоли, а потоа и кон останатите, има процес на себе откривање. Значи, не е тоа едноставно. Говоревме и во минатата емисија за тоа дека воопшто не е едноставно луѓето кои биле околу него, конкретно апостолите, да разберат дека во телото на Јешуа, на Исус од Назарет, е овоплотен Бог. Значи, Бог кој е човек. Што воопшто не е лесно, да го забележавме минатиот пат. И сега, Христос полека им се открива, значи, на апостолите во целата таа своја мисија од 3,5 години, но овој разговор на пасхалната вечера, всушност пасхалната вечера е вечера пред неговото страдање на крстот, односно пред откупителната жртва и неговото воскресение, а тоа е кулминацијата на неговата спасителна мисија. Тој најдиректно на апостолите им открива кој е тој и каков однос тој има со Елохим, со Отецот, со вечниот. Да. Пред да им се открие, пред да почне да им се открива на апостолите, тој сепак започнува, вели, во домот на мојот Отец има многу места за живење. А да немаше, зарем јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место.
Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. А каде одам јас знаете и патот го знаете. И ќе продолжиме, но тука Тома е малку, како да речам, збунет од овие зборови, вика како го знаеме патот. Но пред да зборуваме за тоа, ајде малку за ова, за кој дом говори Исус? Во домот на мојот отец има многу места. Брат Ведран, како ја започнавме оваа емисија со стравот, да не се плаши срцето ваше. Значи, верувајте во Бога и во мене верувајте, вели Христос. Говоревме дека ние кои сме во оваа отпадната состојба, ние кои немаме остварена заедница со нашиот Творец, со нашиот Бог, со нашиот Отец, ние не сме во неговиот дом. Ние не сме во неговиот дом, односно не сме во неговото царство, односно не сме во состојбата на неговото владење, не сме во состојбата на неговото присуство. Домот Божи е присуството Божјо. Домот Божи е вечната заедница на човековата личност со својот Творец, вечна заедница. Значи тоа не треба да и не смее да се разбира како нешто материјално, домот, царство со во облаци. Вака сега, значи Христос говори за идната состојба на постоење која ќе започне по неговото второ доаѓање. Значи Христос еднаш дојде во овој свет, значи како спасител, како јагне Божјо, да изврши таа откупителна жртва, да ја победи смртта, да ги открие сите овие вистини кои на човекот му се потребни за неговото спасение, но на крајот на овој свет, кога тој ќе дојде како судија на живите и мртвите, кога ќе настапи воскресението на мртвите, кога ќе настапи страшниот суд, односно последната проверка наша за тоа кој може да влезе во домот на Отецот, всушност тогаш ќе започне оној начин на постоење, оној начин на живот за кој ние сме создадени од нашиот Творец на самиот почеток. Но за жал, ние отпаднавме од домот на Отецот. Отпаднавме од неговото царство. Отпаднавме од состојбата на добро. Односно, отпаднавме од состојбата на совршена состојбена екзистенција. Таа состојба што е промислил самиот наш Бог. Сега, Христос им вели на апостолите: во домот на мојот Отец има многу места за живење, а да немаше, зарем јас ќе ви кажам, одам да ви приготвам место. И сега тој вели: и кога ќе дојдам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Значи, Христос е едно со Отецот и Светиот Дух. Едно, говоревме минатата емисија, значи едно во таа смисла што е тој како единороден син Божи во вечноста, во взаемно со Отецот и Светиот Дух, затоа што како божествени личности споделуваат една божествена природа. Тие не само што се едно во својата божествена природа, туку се едно и во вистината. Едно во волјата, едно во духот, едно во љубовта, едно во радоста. И сега, односно, едно во таа совршена состојба на постоење за која ние можеме само така со умот да насетуваме. Значи, ние во овој свет, Ведран, кога ќе почнеме колку толку да живееме духовен живот, гледаме промена. Значи, гледаме кога сме во тотално огревовена состојба, значи во каква состојба се наоѓа нашата душа, нашата личност, нашиот живот, и кога ќе почнеме да излегуваме од таа огревовена состојба, односно состојба на зло, и кога колку толку ќе почнеме да се уподобуваме на доброто, да стануваме слични на доброто и на добриот, тогаш ние осознаваме дека се менува квалитетот на нашиот живот во овој свет. А замисли што ќе се случува таму, односно каква состојба на постоење ќе биде таму во царството Божјо, во домот на нашиот Отец. И Христос им вели: јас одам да ви приготвам место. Значи, јас ово и вака го разбирам. Христос им вели на апостолите што ги очекува и нив и сите негови ученици, односно сите оние што ќе се отворат за вистината на постоењето. Значи, тоа е многу битна работа, значи да знаеш која е твојата, така да се изразам, твојата награда. Затоа што апостолите по тајната вечера ние гледаме
Што ќе се случи со апостол Петар, што ќе се случи со останатите? Само апостол Јован ќе дојде под крстот. Ние после ќе приметиме и ова по Христовото воскресение гледаме каков страв постои помеѓу нив, така нему се до денот на 50-ница. Да. Значи Христос им говори, директно им открива всушност што тие добиваат, односно што сите ние добиваме како последица или односно како резултат на прифаќање на вистината и живење во вистината. Тоа е многу битна работа. Значи добиваш вистинска состојба на екзистенција, состојба која не може од никој да ти се одземе, состојба во која нема зло, состојба во која има совршенство, состојба во која имаш вечно заедништво со Отецот преку неговиот Син во силата на Светиот Дух, во тие несоздадени божествени енергии. Значи тоа е една состојба на екзистенција која, реков пред малку, за нашиот ум во овој свет неразбирлива, несватлива, но преку нашата емпирија, односно преку нашето духовно искуство, колку толку ние разбираме дека и во овој свет, кога ќе се отргнеме од злото и гревот, дека имаме промена во нашата душа. Замисли тогаш каква ќе биде таа вистинска состојба за која Бог не создал и за која Бог не повикува. Да, ме инспирираше сега, бидејќи и апостолите не се свесни за таа состојба во овој момент, и затоа и Христос им вели, ќе ви го испратам утешителот, духот на вистината, и сакав да го поврзам ова со денот на Петдесетница, а и со овој стих. Кога ќе излезе апостол Петар на Петдесетница во силата на Светиот Дух и ќе проповеда, и кога 3000 луѓе или 5000 луѓе ќе поверуваат, 3000 луѓе, тие нели го прашуваат, луѓе браќа, што да правиме? Да. И сега како Христос да им го дава одговорот на тие луѓе и вели, бидејќи до домот на Отецот треба да се стигне некако. Треба да се стигне, да. Кој е патот? Да, и он вели, а каде одам јас, знаете, и патот го знаете. Ама сега им говори како тие да знаат. Така е. Па и брат Петрон, тие знаеле затоа што он 3,5 години им говорел за тоа. Значи за целиот тој процес. Но многу интересен е ставот на Тома, да. И Тома му рече, Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. И сега, овој момент, Христос веќе открива, дава еден нов подлабок аспект и вели, Исус му рече, и јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене. Ова е сега сериозна изјава. Да, тоа е веќе, ако во првиот дел од разговорот, Христос им говори на апостолите што ги очекува, кој е нивниот плод од целиот тој процес на живот во вистина. Сега Христос директно говори за својот авторитет. Јубово ова прашање што му го поставил апостол Тома за патот, иако спомнав пред малку, целата проповед Христова е тој пат. Односно, Христос целата своја мисија, месијанска, спасителна, ја има во тоа што говори за радоста и за патот до радоста, односно за тој процес што треба секоја човечка личност да го помине за да дојде до вистинската радост, односно до домот на Отецот. Но сега Христос со еден навистина воодушевувачки авторитет, не знам апостолите како го доживеале тоа на тајната вечера, кога Христос прашан од апостол Тома за патот, Христос вели јас сум. Јахве. Значи, јас сум, да, тоа е тоа. Значи, јас сум вистинскиот авторитет. Јас сум полнотата на авторитетот, ако може да се каже дека во овој свет има многу авторитети, но полнотата на авторитетот, полнотата на овластувањето да се говори за вистината, значи е оној кој е самата вистина. И сега самата вистина, овоплотената вистина односно вистината која го примила човечкото тело и сега преку самото свое човечко тело, затоа што Исус како човек бил присутен таму на тајната вечера, им вели јас сум патот и вистината и животот. Значи јас сум патот и вистината и животот. И сега
како треба ова да го разбереме? Значи, многумина го читаат овој дел од Светото писмо, овој е клучен дел, многумина и го цитираат и така натаму. Христос не вели вака. Значи, оној која има полнотата на авторитетот на вистината, вели, јас ви го откривам процесот. Ви го откривам процесот, односно ви го откривам патот, односно ви ги откривам оние нешта низ кои треба да помине човековата личност, човековата душа, човековиот ум, човековото срце, за да дојде до вистината и откако ќе ја разбере вистината и ќе започне да живее во вистината, самата вистина ќе му ја разоткрие на тој човек, на таа личност, тајната на животот, односно тајната на вечното постоење, односно тајната на постоењето во домот на Отецот. И сега, многу е битен тој момент. Како изгледа тој процес? Како изгледа тој процес? Значи, Христос ни говори дека процесот, односно патот кон вистината започнува со духовното будење. Често говориме за тоа, и во христијанството темелот на духовниот живот е духовното будење или покајанието. Значи, како што нашето биолошко раѓање е причина за нашето биолошко постоење во овој свет, нашето духовно раѓање, односно нашето духовно будење е почеток на наше формирање, на наше духовно раѓање за вечното постоење. Значи, нема христијанство без покаяние. Нема христијанство без духовно будење. Нема христијанство без сознание, односно кога самата личност стекнува внатрешно сознание дека во себе има зло, односно во себе има отров, во себе има грев и дека треба личноста која тоа го осознала да се бори против злото, против гревот, против секоја нечистотија што го умртвува, што го уништува нејзиниот живот. А тоа се добива со духовното будење. Во исто време кога човек духовно ќе се разбуди и ќе стане свесен за злото во себе си, тој станува свесен и за доброто, за вистинското добро и станува свесен, односно добива сознание за тоа на каде треба да се движи. Тој има потреба за вистина. Значи човек кој духовно не е разбуден, брат Ведран, тој нема потреба за вистина. Говорам во апсолутна смисла на зборот. Тој нема таква потреба, нема потреба за духовни вредности, вистини и така натаму. Но човек што духовно ќе се разбуди, тој има потреба, внатрешна потреба, внатрешен глад за вистина. И значи се почнува со духовното будење, со покајанието, со духовното раѓање. Потоа кога човек ќе се покае и кога ќе дојде како плод на потрагата по вистината до самата вистина, значи до Христос, тогаш тој разбира дека треба да го прифати сето тоа што Христос го направил и го открил за него. Првин треба да биде крстен, односно да учествува во Христовата откупителна жртва. Христос на крстот. Тоа им го велат апостолите на 50-ница. Да, и тоа на 50-ница. Вие враќаш што да правиме, крстете се. Така е, тоа им го вели апостолот Петар, кога тие на 50-ница, кога е прима силата на Светиот Дух, тоа им го кажува. И сега, значи, учеството во крштевањето е учество во откупителната жртва, односно во дарот на прошка, што Христос го направил за нас на крстот, за да можеме духовно да растеме. Нас ни треба силата, присуството на Светиот Дух и затоа веднаш после крштевањето апостолите ги положиле рацете своји на оние што се крстеле. Ден денеска во православната црква оние што се крштеваат, веднаш на нив се извршува светата на миропомазание или дар на силата на Светиот Дух. Значи, без силата на Светиот Дух ние не можеме духовно да живееме. Затоа што силата на Светиот Дух е таа сила, баш динамис, која нас не одржува, како да кажем, во таа тензија на духовен живот, во таа насока, во тој правец кон домот на нашиот Отец Небесен. И се разбира причестувањето. Значи, учество во засведочување на нашето заедничарење со Христос, на нашето заедништво со Христос, на Светата литургија. И сега, кога ние чекориме по овој пат, значи, тоа е процес, реков, тоа не може одеднаш да се оствари, тоа е процес и кога ние го живееме овој процес, исполнувајќи и Христовите заповеди како негови ученици во неговата црква, во заедницата на неговите ученици во силата на Светиот Дух, ние полека доаѓаме до вистината, алитија на грчки. Значи, доаѓаме до вистината. Значи,
не се доаѓа до вистината само на некој рационален, философски, теолошко, спекулативен, схоластички аспект, туку ние разбираме што е вистина. Разбираме вистинската состојба на постоење. Ја разбираме смислата на нештата во овој свет, па и пошироко. Само би сакал ова да го напоменам, бидејќи ти говореше за сите овие работи кои ги немаме во овој текст како информација, но мора да заклучиме дека го избравме овој текст за да биде покомпактен, иако ова целата пасхална вечера е полна со податоци, Христос кажува многу работи. Нешта Христос ни открил на тајната вечера, односно многу нешта Христос им открил на апостолите кои се суштинска вистина. И тогаш тој гледаме онака најблизок, најинтимен со своите апостоли, со најголема доверба и многу нешта им открива. И сега ние не можеме баш целиот разговор, ја земавме ова 14-та глава, за да преку неа колку толку на нашите гледачи им ја пренесеме пораката на Христовиот разговор со апостолите на тајната вечера. Да, само би подсетил дека го спомна крштевањето, и тоа го имаме како сознание, нели, по 50-ница, каде што ја примаат силата на Светиот Дух апостолите, и самиот Христос им вели, и утешителот, Духот на вистината, кој е Светиот Дух, ќе ви напомене на се што сум ви заповедал. И дека вистински заповедите ќе ги сватиме во силата на Светиот Дух. Ја спомна причеста... Без силата на Светиот Дух, без нашиот живот во Светиот Дух и во црквата, тоа што свети Ирене Лионски, еден учител на црквата од вториот век, епископот на Лион, вели: таму кај што е црквата, односно заедницата на Христовите ученици, таму е Светиот Дух. Каде што е Светиот Дух, таму е црквата. Значи, без присуството на Светиот Дух ние не сме црква, односно не сме богочовечки организам. Ние може да бидеме некаква заедница. Има разни заедници во овој свет, вакви и онакви, но само заедницата која на 50-ница е примила силата на Светиот Дух, и таа сила на Светиот Дух низ овој период на 2000 години делува во таа заедница, односно во црквата, само таа заедница е црква, односно тело Христово, заедница на Христови ученици. Уште за причеста само ќе напоменам дека тоа го говори Христос на првосвештеничката молитва, што е 17-та глава. Така, по 17-та. Немавме време да го фатиме и тоа, но би сакал да се вратиме на срцето на темата, која се содржи во наредните стихови. Значи, откако им вели Христос, јас сум патот, вистината и животот, ова е веќе тоа врвно откривање што им го кажува. Но и овој момент никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познаевте и мојот Отец, а од сега го познавате и сте го виделе. Така е. Тој им вели дека го виделе Отец. Така е, да. А Тома го прашува, ова прашање на Тома, односно на Филип. Така, Филип му рече, Филип: да, Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Значи, првин да завршиме со 6-тиот стих. Значи, Христос вика: јас сум патот, вистината и животот. Односно, тој вели: јас сум полнотата на авторитетот, значи, јас сум самата вистина, и самата вистина ви открива како треба да изгледа процесот, односно патот, односно што треба да поминете, што треба да направите за да дојдете до вистината, и откако ќе дојдете до вистината, да знаете што треба да направите за да го разберете животот, да го доживеете животот и да ја разберете смислата на вашето постоење. И во овој свет, и во вечност. И понатаму Христос вели: никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Тоа е многу битно. Тоа е и вове всушност во ова што предмако кажа ти. Значи, Христос кажува вака, дека таа вистина што тој открил за Бог е точната вистина. Значи, тоа што самиот овоплотен Син Божи таа вистина што самиот овоплотен Син Божи ја говори за Бог, само таа вистина е вистинска. Во овој свет, брат Ведран, имаме многу вистини за Бог. Односно, разни луѓе, разни заедници имаат своја представа за божества, Бог, или разни толкувања, разни слики, така натаму, разни доживувања. Но ние самите гледаме дека многу од тие нешта се контрадикторни едни со други. Еве, да разгледаме било која од религиите, ќе видиме контрадикторни. Еден има ваква представа за Бог, еден вика дека еден, други вика дека дека се политеизам, многобожство и така натаму. И сега, Христос со ова што ни открива? Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Значи,
тој со ова ни открива дека таа вистина што тој ја открил за Бог е вистинската вистина за Бог. Затоа што тој не само што тој ја открил вистината за Бог, туку ни го открил и патот како се доаѓа до него, односно до Отецот. И дека никој не може да дојде до Отецот, односно до тој што е надвор од овој процес кој самиот Христос ни го кажа. И затоа апостолот Филип потоа му вели: покажи ни го Отецот и доста ни е. Мислам, спомна ова, покажи ни го Отецот и доста ни. Тоа е врвот на откровението. Значи, да ја сознаш вистината за тој што е, почетокот на се. И не случајно во 17-та глава самиот Христос во својата првосвештеничка молитва ќе каже: а вечниот живот е тоа, а вечното постоење е тоа, да те познаат тебе едниот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. И понатаму, кога Христос му одговара на прашањето на Филип: покажи ни го Отецот, Христос вели: толку време сум со вас, не си ли ме познал? Филипе, кој ме видел мене, го видел Отецот, па како ти велиш покажи ни го Отецот? И потоа се овие многу битни зборови: не веруваше дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене. Значи, повторно, ако можеме да се навратиме со умот на тој настан на пасхалната вечера, како апостолите се реагирале, да, тоа е навистина. Значи, и кога го читаме Светото писмо на Новиот Завет, односно ова Евангелие според Јован, но и во останатите Евангелија, која ги имаме овие најдиректни, како да кажем, откривања, И сега, како сега Отецот е во мене и јас сум во Отецот, вели Христос. Значи, тоа го одговоривме и на првата наша емисија, говоревме и во текот на оваа емисија, дека Христос одговара. Значи, колку можеле апостолите да разберат дека тој, единородниот Син Божи кој стана човек, во вечноста е едносуштен, како што вели свети Атанасиј Велики, едносуштен со Отецот и Светиот Дух. Односно, тој, единородниот Син Божи, во вечноста споделува една божествена природа со Отецот и Светиот Дух. Затоа што единородниот Син Божи од вечноста се раѓа од Отецот, а Светиот Дух од вечноста излегува од Отецот. Говоревме и во минатата емисија дека е тешко да се објасни тоа што значи во контекст на нашиот свет, но сепак разбираме дека почетокот на се и почетокот на постоењето и на единородниот Син Божи и на Светиот Дух во вечноста е Отецот. Од него, од Отецот, од вечноста и во вечноста се раѓа Синот единороден, како што зборот се раѓа од мислата, и од вечноста Светиот Дух, третата личност на троединиот Бог, излегува од Отецот. И сега, тука, значи, тоа е и суштината, центарот на нашата денешна емисија. Значи, ние преку Христовите зборови, преку директното Христово откровение, откривање за овие нешта, разбираме дека Бог е еден. Нема друг. Еден е тој. И ние се сложуваме, христијаните, со сите оние кои велат дека Бог е еден. Добро, но и Елохим е множина. Тоа е именка во множина. Тоа е веќе Елохим, да, значи плурал, но сакам нешто друго да објаснам. Значи, ние христијаните се сложуваме со сите оние кои веруваат дека Бог е еден. Значи, ние се сложуваме и со представниците на старозаветниот народ, Божи еврејскиот народ, и тоа е, велиме дека Бог е еден, и тие се уште веруваат во објавата од Стариот Завет. Значи, говорам за представниците на Старозаветниот народ Божи, на еврејскиот народ. Тие се уште веруваат во таа вистина. И на вистина, објавата во Стариот Завет е јасна. Бог е еден и е единствен. Ехад, значи единствен. Не постои друг. Сега, тој е единиот, тој е единствениот, преку Месијата, кој еврејскиот народ го очекуваше, Месија, преку Месијата ни открива дека не е само еден, дека не е само единствен, туку и е троичен, односно го открива својот внатрешен живот, дека е Отец, Син и Дух Свети. И тоа е всушност суштината на
евангелската проповед, на евангелската вистина. Дека Бог е еден, Бог е единствен, но Бог е троичен. Отец, безпочетен, кој во вечноста е заедно со својот син единороден и со Светиот Дух, и Отецот и Синот и Светиот Дух поседуваат една божествена природа, но три различни совршени личности. Тоа е тоа. И затоа ова Христос, Месијата, му вели на Филип: јас и Отецот едно сме, затоа што Отецот и Синот и Светиот Дух поседуваат една божествена природа, едно совршенство, една волја, една љубов, една вистина. Бог е еден, единствен и троичен. И тука ова Христос тоа директно му го открива и на Филип и на останатите апостоли. Да, и уште ова да го забележиме во ова твое кажување, бидејќи тука Христос зборува за неговото, како да го кажам, собитисување со Отецот. Така е, собитисување, убаво, сопостоење, да. Да, ти зборуваш и за Светиот Дух, и бидејќи имаме многу малку информација, тоа само во последниот стих кој имаме, јас би сакал да направам корелација со еден друг дел од пасхалната вечера. Ова го кажува Христос одма после овие зборови. Тоа се во 16-та глава од 13 до 15 стих. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина. Но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ве извести за она што доаѓа. И овие се многу важни зборови, тој вели: тој мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земе и ќе ви даде. Се што има Отецот мое, затоа и ви реков, од моето ќе земе и ќе ви даде. И тука веќе Христос прави некоја игра на зборови и кажува дека тоа е едно со Отецот, дека Светиот Дух ќе земе од неговото, ама тоа е и на Отецот. Така е. И тука е тој момент на Света Троица, дека е. се сите едно. Така, тоа е вистината за троичниот Бог, за Света Троица. Значи, Бог еден, единствен, а троичен. И реков пред малку, значи, и Отецот, и Синот, и Светиот Дух ја поседуваат таа една божествена природа. Една божествена природа, а три личности. Мислам, еви, ова не е лошо секогаш да се повтори, кога ние православните христијани го изобразуваме честниот крст, ние вака ги правиме прстите, со тоа покажувајќи дека како овие три прсти што се различни, така се и различни личностите на троединиот Бог. Отецот има своја личност, Синот има своја личност, Светиот Дух има своја личност. Личноста на Синот има свое постоење од вечноста преку раѓање, личноста на Светиот Дух има свое постоење од Отецот во вечноста преку исходување, и како што овие три прста се различни, но имаат иста природа, еве гледаме, така и Бог има една, единствена, божествена природа, но три личности: Отец, Син и Свет Дух, и овие вака ги правиме прстите, со тоа сакаме да засведочиме дека Бог е еден, дека Бог е единствен, а троичен. Еве вистината. Да, ова го има и во символот на верата, кој сушност Свети Атанаси Велики го составува заедно со другите епископи. Тоа на првиот Вселенски собор, Никеја. Ариевата ерес, кога ереста, односно погрешното учење на презвитерот Александрски Арий се состоело во тоа што тој велел дека Синот Божи, единородниот Син Божи, не е едносуштен, нема иста божествена природа како Отецот и Светиот Дух, току е сличен. Така, и всушност видиш цел еден Вселенски собор, значи целата црква се собира 325 година во Никеја, каде што всушност оваа вистина за која ние говориме повторно и повторно се реактуализира. Се реактуализира и се засведочува вистината за тоа дека ние како православни христијани, ако сакаме да се наречеме православни, односно ортодоксни, правоверни христијани, ние ја прифаќаме вистината што самиот Бог ја откри за себе. А таа вистина е, ќе повторам уште еднаш, дека е Бог еден, дека е единствен и троичен: Отец, Син и Дух Свети. И не може да бидеш христијанин ако оваа вистина не ја прифатиш. И не можеш да дојдеш до вистината ако оваа вистина не ја прифатиш. Не може да дојдеш до животот во неговата полнота ако оваа вистина не ја прифатиш и не живееш во оваа вистина. И не може да влезеш во домот на Отецот, во царството, ако не живееш во оваа вистина. Тоа е.
уште една релација за оваа тајна на Света Тројца со символот на верата, во кој се вели дека Синот, Исус Христос, е единороден од Отецот и едносуштен, и дека Светиот Дух исходи од Отецот. За Синот, овде во првосвештеничката молитва, Христос кога се обраќа на Отецот, му вика и му вели: и сега прославиме ти, Оче, во тебе самиот со славата што ја има во тебе уште светот пред да настане. Така е. Христос на првосвештеничката молитва, не само таму, но на првосвештеничката молитва, тоа е завршетокот на разговорот Христов на пасхалната вечера со своите апостоли, кога тој како првосвештеник, како оној кој целото човештво му го принесува на Отецот Небесен, значи затоа што тој, јагнето Божје, следниот ден ќе страда за целото човештво, за неговото откупување и спасение. И тој ја открива таа вистина за тоа дека тој постоел заедно со Отецот и Светиот Дух во вечноста и дека тој, затоа што Бог толку го возлюби светот, ја прими својата човечка природа, стана вистински човек преку Светиот Дух и Марија Дева, и сите овие нешта ние ги добивме од него затоа што тој стана човек и тоа директно ни го откри. Да, сакав уште овој стих само да го кажам за Светиот Дух и да се вратиме на овој текст од 14-та глава за исходењето. И тука при крајот на 15-та глава, 26-тиот стих, вели Христос: а кога ќе дојде утешителот, кога што ќе го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, ова е тој клучен збор, кој излегува. И ова е истото како символот на верата. Кој излегува од Отецот? Во символот на верата е земено од тука. Од тука, да. Значи, еве и тоа е многу битно за нашите гледачи да го објасниме. Значи, христијанството е Христос. Значи, христијанството не може да биде нешто спротивно од самата вистина. Ако христијанството е сведоштво на вистината, а тоа е сведоштво на Христос, затоа што Христос е вистината, ние вистината, за вистината ја црпиме од самата вистина, самиот Христос. И затоа вистината никогаш не е спротивставена сама на себе си. Кога сме во вистината и кога сме во духот на вистината, тогаш ние разбираме вистината таква како што таа е. Да, сега да продолжиме уште овој крај на текстот, каде што вели Христос: не веруваш ли дека јас сум во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажав, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене. Тој ги врши делата. Сега овој стих е интересен. Вели Христос: верувајте ми дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене. И ова го нагласува како една вера која е некако посилна и подлабока од ова следно што ќе го каже. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата. Да, говоревме за тоа дека не им било лесно на апостолите, не е воопшто лесно ни денес, и како што не било лесно ни сиот овој период од над 2000 години да се разбере таа вистина за тоа кој е Христос, дека тој е овоплотениот, вочовечениот единроден Син Божи. Самиот Христос знаел дека тешко тоа апостолите ќе го разберат. Да, дека после примањето на Светиот Дух на денот на Педесетница, нештата им се објаснуваат однатре преку делувањето на Светиот Дух и тие ќе добијат таа полнота на вистина, но тогаш Христос им вели: ако ли пак не, тогаш верувајте во мене заради делата мои. Сега, кога Христос го кажа ова заради делата мои, какви се неговите дела? Апостолите гледале како Христос мртви воскреснува. Да, пред 4 дена пред воскреснува Лазар. Четвородневниот Лазар. Христос мртви воскреснува. Христос изгонува нечисти духови. Христос лекува. Христос умножува за рибите, лебот и така натаму. Никој како него не говорел со таков авторитет. Никој не пројавувал таква сила како што тој пројавил, духовна сила. Никој не одел по вода како што тој одел. Значи тоа се што го виделе, тоа е, знаеш, нешто што предвидран обичен човек, знаеш, не може да налетаме на некој човек кој е добар, кој е мудар, мудри зборови да слушнеме од него и така. Но овие нешта
Што самиот Христос ги правил. Тоа се нешта кои се над нашиот ум. Затоа што самиот Бог кој станал човек ги правил тие дела. И затоа Христос им вели, ако не можете ова да го разберете, тогаш преку моите дела ќе разберете кој сум јас. Затоа што обичен човек тоа не може да го направи. Да. И затоа тој го вели. Како да им кажа, Христос секако не во целосно, тој подоцна продолжува да им објаснува на апостолите кој е, но во натамошниот текст како да им веќе да им зборува за патот поконкретно. Така И е. им вели: вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. За сите овие Така е. чудесни дела, тој вели дека и апостолите ќе ги вршат и секој што верува во него. Многу интересен моментот. Тука што добиваме ние како откривање? Бог се радува на своето создание. Значи, ние имаме представа, најчесто тоа доаѓа од паганскиот аспект, од паганската религиозност, од паганското многобожство, боговите се вакви, онакви, и ние гледаме паганските народи како се плашеле од своите богови и така натаму. Тоа се всушност демони, всушност тие не ни ги опознавале вистинскиот Бог, но еве вистинскиот Бог, вистинскиот наш Творец. Тој не седи на некој престол таму и онака како марионети да се игра со нас, не фрлил во постоење и сега тој е господар на нашето постоење и ќе прави со нас што сака и така натаму. Не е таков нашиот Бог. Не е таков. Еве каков е нашиот Бог. И делата, вели Христос, што јас ги правев, и тој ќе ги прави поголеми од нив. Нашиот Бог, нашиот Творец се радува на своето создание. Нашиот Бог го повикува своето создание, конкретно, еве не повикува наш луѓето, да бидеме како Него, да бидеме со Него, да бидеме во Него. Значи, кој е таа љубов? Значи, и не случајно Христос ни го открива тој што е, ако во Стариот Завет го добивавме преку името Елохим, Сесилниот, Јахве и така натаму. Сега тој вечниот ние го доживуваме како наш татко, како наш отец. А родителот се радува на своите чеда. Како што ние родителите се радуваме на своите чеда, на своите деца и сакаме нашите деца да бидат подобри од нас. И тогаш сме среќни. Така и Христос вели тука, видиш? Тој па им го кажува тоа. Па како и тури им кажува дека вие сте мои пријатели. Значи, тоа е христијанството. Значи, овие зборови Христови кога се слушаат, кога се разбират, разбираме што е христијанството. Тоа е радоста на постоењето. И затоа Христовото учење, односно оваа вистина се вика Евангелие, радосна вистина, радосна вест. Значи, ние добиваме печаток, слика, откровение, вистина за тоа каков е Бог. Тој се радува на нас. Тој сака и ние да ги правиме делата што тој ги прави. Значи, тој не се однесува тамо некако тоталитарно, не знам, како што многумини имаат представа за Бог, како некаков тоталитарен тип тамо, не знам, тамо. Може е праведен, може е ваков, може е онаков. Затоа, например, ние, тоа е точно дека ние, христијаните, со сите оние кои веруваат во еден Бог, сме како монотеисти, сме споделуваме иста вистина, но, например, представата за Бог, што ја има во исламот, и представата за Бог што има во христијанството не е иста. Значи, Аллах во исламот воопшто не е онаков како што самиот Бог се открива себе си. Аллах е некаква представа, значи, на некои луѓе за Бог, конкретно на Мухамед, за тоа што тој црпел информации за Бог од Стариот Завет, од арапскиот паганизам и така натаму, имам прави некаква представа за Бог. Значи, и ние кога сериозно го истражуваме Куранот, односно тие информации за Бог што ги има во мухамеданството, ние добиваме сосем различна представа од тоа што самиот Бог откри за себе си. Ваква вистина, ваква присност, ваква љубов, ваква милост, ваква отвореност, ваква радост само постои во вистината што самиот Бог ни ја откри преку својот единороден син, и таа вистина е запишана во своето Евангелие, односно во своите книги на Новиот Завет. Бидејќи сме при крајот, јас би сакал уште еднаш само да ги нагласиме сите овие аспекти. Тоа го спомна ти, ама многу брзо.
дека Христос ги нарекува пријатели. И тоа е многу Така е. сериозно повикување, име, звање. Така е. И уште една работа за Отецот, оној пат кога им вели Христос на апостолите, вие кои сте лоши, ако вашиот син ви побара па ќе му нешто, даде. нема му дадете камен, а колку повеќе ќе ви даде мојот Отец кој е добар. Така е, така. И сега влегуваме всушност во тој дел од овој разговор Христов запишан од светиот апостол Јован во 14-та негова глава од неговото евангелие. Христос вели вака: И се што ќе посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам, за да се прослави Отецот во Синот. Значи сега, Христос ни открива вистина, ни го открива патот до вистината, ни открива вистината за животот и сега ни говори дека тој процес започнува кога ние ќе го градиме нашето единство преку Христа со нашиот небесен Отец. Значи, а тој процес се гради преку молитва. Значи, се што ќе побарате од Отецот во моје име, вели Христос. Значи, молитвата на еден христијанин, односно молитвениот двиг, молитвениот живот, молитвеното обраќање, душевното, духовното отварање наше за тој што е последица од сето тоа што Христос ни го откри. Ние не знаеме кому да му се молиме ако Христос не ни откри. Ние не знаеме како да се молиме ако Христос не ни откри. И затоа Христос вика: се што ќе побарате од Отецот во моје име. Значи, ние во името Христово, во името на нашиот Спасител, во името на тој што ни откри вистината, во Негово име му се обраќаме на Отецот. Оче небесен, ти што си, во името на тој што ти го испрати за нас, во името на тој што ни откри вистината за тебе, во името на тој што страдаше на крстот за нас, во Неговото име и во духот на Неговата наука, значи, те повикуваме тебе и од тебе просиме. И ние забележуваме дека сите литургиски молитви, значи литургијата, молитвите што ги кажуваме, сите се кон небесниот Отец, да. И не случајно крунска молитва во христијанската вера е молитвата Оче наш, Татко наш, да. Значи, ние не го повикуваме. И затоа Христос вели: се што ќе посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам. И понатаму вели: ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Значи, исто така како негови ученици, ние може да го повикуваме и него. Значи, да му се молиме и него. Сега, кратко околу молитвата. Значи, молитвата е наедноставна, но најсложена работа во овој свет. Многу нешта се така во овој свет, наједноставни, најсложени. Завлегле во наредната тема, затоа треба да ја заокружиме полека при крајот сме. Но тоа е многу битно да го разбереме дека нашата молитва е во името Христово. Нашата молитва до Отецот е како плод на сето тоа што Христос го направи. И на крај вистината за Светиот Дух, а за тоа веќе не говоревме. За тоа говоревме, да. Да. За тоа кажавме. Мислам дека ја заокруживме темата колку што можевме. Да, се обидовме да ги објасниме. И во првата емисија за почетокот говоревме дека ние се обидуваме според сето тоа што светите отци ни го објасниле нам, значи ние се обидуваме тоа што тие ни го објасниле, да го објасниме на нашите гледачи. И јас не гледам дека по-добро може да ја завршиме ова втора наша емисија на тема Бог единствен и тројчен од ова што Христос го кажува: јас ќе го помолам Отецот, тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Говоревме за Светиот Дух, Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавте. Сега тука е клучниот збор, зашто во вас е и во вас ќе биде. Значи, во вас е, во која смисла требава да го разбереме, каде што бил Христос, таму се доживувало зрачењето, односно исијувањето на Духот Свет. Но Христос заминува после неговото воскресение, тој 40 дена е со своите апостоли, на денот на вознесението тој заминува кај небесниот Отец и после вознесението, после 10 дена, на 50-ница, на апостолите им ја дарува таа сила на Светиот Дух и затоа Христос вика: и во вас ќе биде,
и во вас ќе биде, но тогаш кога тие примаат силата на Светиот Дух, таа сила која примиле на Петдесетница ги водела во сите тие подвизи што и ги направиле во својот живот во овој свет. Сведочејќи го Евангелието, односно радосната вест. Еве, со овие мои зборови и да ја завршиме, значи оваа емисија, затоа што Евангелието, радосната вест што ја шириле апостолите, спасителната вистина е таа дека Бог е еден, дека е единствен, дека е троичен и дека во него имаме пат кој ќе не доведе до вистината и осознавајќи ја вистината, ќе ја осознаеме вистината за вечното постоење. Тоа би било тоа. Драги гледачи, ти благодарам Отец Ивица за овие зборови. Гледајте ни наредната емисија, таа ќе биде на тема за плодот и во неа ќе се навратиме на онаа парабола која ја кажува Христос со вистинската лоза. Ви благодарам уште еднаш.